Денеска православната црква ги празнува светиот Порфири, епископ на Газа, и светиот маченик Јован Калфа. Светиот Порфири, епископ на Газа. Овој голем архипастир се родил во Солун од богати родители. Својата младост до 25-тата година ја поминал во родниот град, потоа го напуштил домот на родителите и светскиот живот и се оддалечил во египетската пустина. Под раководство на искусен духовник, младиот Порфири таму се замонашил и поминал 5 години. Тогаш ја посетил светата земја во друштво на својот верен другар, инокот Марко. Близу до Ерусалим се подвизувал во некоја пештера пак 5 години, но тогаш ослабел во нозете та не можел да оди. Сепак, лазејки на колена, постојано ги посетувал Божите служби. Една ноќ во визија му се јавил самиот Господ и го исцелил од немоќта на нозете, та станал потполно здрав. Кога бил избран за епископ во Газа, светиот Порфири со тешко срце се нафатил на таа должност. Во Газа затекнал само 280 христијани. Сите останати жители били идолопоклонци и тоа мощне фанатични. Само со својата голема вера и стрпливост Порфири успеал газаните да ги преведе во Христовата вера. Морал лично да патува во Цариград кај царот Аркадиј и патриархот Свети Јован Златоуст за да бара потпора во нерамната борба со идолопоклонците. Саканата потпора тој ја добил. Идолските храмови се затвориле, статуите се урнале и се созидало прекрасна црква со 30 мермерни столбови. Зидањето на овој храм го помогнала особено царицата Евдоксија. Светиот Порфири поживеал доволно долго да го види целиот град Газа обратен во христијанската вера, но дури по многуте своји напори, страдања и солзни молитви кон Бога, се упокоил мирно во 421-та. Бил чудотворец и за време на животот и по смртта. Моштите му почиваат во Газа. Елици во Христа крести сте ся во Христа облеко сте ся. Алилуја. Вие
Светиот маченик Јован Калфа. Овој светител се родил во Галата во Цариград. По занимање бил зидар. Поради усрдното исповедување на христијанската вера, им се замерил на турците, па тие почнале да го приморуваат да се потурчи. Нема јас да се одречам од мојот сладок Исус Христос, одговорил Јован храбро. Во него верувам, нему му служам, него го исповедам. По тешките мачења, турците го исекле на 25 февруари 1575 година во Цариград. Чесно пострадал за возлюбениот Христос и се преселил во дворовите господови. Поуки од светите отци. Поуки од светите отци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански.